По посебни протоколи и максимално почитување на мерките, пливачкиот базен во рамките на спортскиот центар Борис Трајковски од вчера повторно започна со работа. После 3,5 месеци повторно се враќаме на базен. Конечно на тренинг со дечињата почнуваме денеска. Значи работиме во некој термин од 7 до 8 часот, 3 пати неделно за почеток, понеделник, среда и петок. Тоа се некои почетни оваа недела и можеби овој цел месец како што ќе работиме. Имаме некои ограничувања спрема протоколот кој беше усвоен од страна на владата, даден од Пливачката федерација, од Националната пливачка федерација. Станува збор за протокол како ќе се одвиваат тренизите. Значи ќе се работи, има вкупно 14 патеки базена, ќе се работи во секоја патека по 3 деца. Тоа значи дека ако влегуваат два клуба на почеток имаат сите право по 21 пливач да имаат. Тоа е нека почетен момент како би почнале да функционираме, да работиме и тоа се начелно некои првични да речеме протоколи кои ги имаме за работа. Односно на рекреативните пливачи, дали има некои најави кога тие би можеле повторно да се вратат? Па добро, за сега се уште започнуваме само со првенствено дозволата за пливачките клубови. Се надеваме дека за брзо ќе се овозможи пливање и на рекреативците. Меѓутоа за сега само ќе функционираат пливачките клубови со овие протоколи. На моје огромно задоволство можам да кажам дека да, пливачкиот базен отвори вчера, на ден 22.6. Согласно протоколите кои што беа дадени од Комисијата за заразни болести, стартувавме со пливачките клубови, федерациите. Се надеваме дека што поскоро ќе добиеме зелено светло и за оние рекреативците, за децата со посебни потреби и така натаму. Можам да истакнам дека водата е хемиски бактериолошки исправна, која што е испитана од Центарот за јавно здравје и е во одлична форма. Сакам да апелирам до сите родители, консултирајте се со вашите тренери, нека дојдат дечињата повторно во вода да пливаат без никаков страв. При влезот на сите дечиња им се мери температурата, се прскаат со дезинфициенти и се почитуваат сите мерки кои што беа поставени. Односно се сооблекуваат на трибинскиот дел, каде што има означени столчиња кое дете каде треба да се облече и да се пресоблече по завршување на тренингот. По завршувањето излегуваат од трибинскиот дел како би се избегнал контактот со втората група која што влегува во тој момент во приемницата долу.